Во општина Ѓорче Петров започната е редовната пролетна дератизација, дезинсекција и дезинфекција на територија на целата општина, соопштија од локалната самоуправа. Скупно се третираат 2500 шахти, секоја со по 2 мамци за уништување на глодари. Акцијата ги опфаќа сите основни подрачни училишта на територијата на општината, со цел уништување на инсекти и глодари и создавање почиста и побезбедна средина за учениците. Територијален опфат на овие акции се областите Дексион, Мирчаацев, Ѓорче Петров, Хром, Даме, Груев, Ново село, Волково и Александрија, населба која од минатата година за прв пат е вклучена во редовниот опфат на пролетната дератизација. Грижата за здравието и безбедноста е наша трајна обврска, велат од општина Ѓорче Петров. Општина Центар објавува јавен повик за финансиска поддршка за поправка и санација на постојни кровни конструкции и лифтови во колективни стамбени згради на нејзина територија, согласно програмата за комунални дејности за 2025 година. Ги повикувам сите стамбени заедници во општина Центар кои имаат потреба од санација на покриви или поправка на лифтови, да аплицираат и да ги искористат средствата што ги нудиме. Ова е можност да се подобрат условите за живење, безбедноста и енергетската ефикасност во вашите згради, изјави градоначалникот Горан Герасимовски. Финансиската поддршка изнесува 30% од вредноста на проектот, но не повеќе од 150.000 денари за кровови и 300.000 денари за лифтови, додека 70% од трошоците ги обезбедуваат собствениците. Повикот се спроведува по принципот прв дојден, прв услужен. Право на учество имаат заедници на собственици или управители од општина Центар, чии што стамбени згради се постари од 15 години, со најмалку 70% населени станови. Потребна е одлука со потписи од 50% плюс 1 собственик, како и комплетна документација според условите наведени во повикот. Пријавите се поднесуваат во затворен плик во архивата на општина Центар, барака 6 или по пошта, на улица Михаил Цоков број 1 Скопје, во периодот од 10 мај до 30 јуни, секој работен ден од 9 до 15 часот. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје во периодот од 5 до 11 мај со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 104 непрописно паркирани возила, кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, известува ПОЦ. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар континуирано ќе спроведуваат оваа мерка со цел да се доведе во ред сообраќајниот хаос и проблемот со непрописното паркирање на комерцијалните и резидентните паркиралишта и улици на територијата на општина Центар, додаваат од ПОЦ. Општина Газибаба ќе добие нова детска градинка во населбата Инџиково, која се гради со средства од државниот буџет, преку проектот првиот владин повик за поддршка на инфраструктурни општински проекти. Како што истакна градоначалникот Боган Стевковски, градинката се гради на површина од 490 метри квадратни, ќе биде призејмен објект со висина од 3 метри. Ќе има 3 занимални, други помошни простории со капацитет за згрижување на 48 деца, 36 деца на 2 години и 12 деца до 2 години. Министерот за локална самоуправа Златко Перински изрази задоволство од напредокот на изградбата на овој објект. Овој проект е насочен кон подобрување на условите за најмладите, за нашата иднина. Ова е проект еден од 4 од првиот владин повик во насока на подобрување на капиталната инфраструктура. Општина Газибаба во првиот јавен повик доби околу 190 милиони денари. На вториот аплицираше со 16 проекти приближно со 600 милиони денари. Во периодот што следи, граѓаните може да очекуваат градежен бум, кој значително ќе ги подобри условите на инфраструктурата, потенцираше Перински. Утрово жителите на Дебар Мало повторно се разбудија со полни и неисчистени контејнери. Наместо поажурно одржување и чистење на јавниот простор од страна на надлежното јавно предпријатие Комунална хигиена, за чистењето и овој пат интервенираше општина Центар со сопствени ресурси. Ова не е прв пат да реагираме, наместо тие што се надлежни. Општината нема надлежност за собирање на сметот на подземните и надземните контејнери. Имаме одговорност кон граѓаните. Токму затоа 3 месеци секојдневно го собираме сметот од центарските улици, реагираат од Центар.
Продолжуваме да го одржуваме и Дебар Мало и сите населби во центар, но бараме јавното предпријатие комунална хигиена поажурно да работи. Секое утро да биде чисто кога центарци излегуваат од дома. Недозволиво е центарското градско подрачје наутро да биде во смет, истакна градоначалникот на центар Горан Герасимовски, велејќи дека и ова утро добиле поплаки од граѓаните за нечистотијата. Ги повикуваме граѓаните да пријавуваат смети и депонии на следните телефонски броеви: 076 350 767 и 02 3203 693. Општинските служби веднаш ќе излезат на терен и ќе се погрижат за хигиената во централното градско подрачје. Центар не чека, центар чисти, стои во реакцијата од општина Центар. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.